она што е интересно, на пример, што се разликува од другите факултети, би кажал, не од сите, ама од повеќето е што во Македонија има силна фармацевтска индустрија. Има пласман на пазарот на трудот и тоа е многу добро според мене. Обично кога ќе завршиме нашите домашни индустрии се нема доволни капацитети едноставно за да ги вработат со солидни, да речеме, примања ново дипломираните остручени лица за секоја област и тоа е мислам дека една многу позитивна работа за фармацевскиот факултет. Следејќи таа мисла, има ли како стои фармацевскиот факултет со бројот на студенти? Дали се исполнети капацитетите, дали има повеќе или помалку? Видете, фармацевската дејност е дефицитарна, веќе можам да кажам дејност, затоа што како држава ние стварно имаме многу добро развиена фармацевска индустрија. Исто така веледрогериите, аптекарскиот сектор по последно време развојот на компаниите кои што се занимаваат со медицински канабис и изготвување на лекови од медицински канабис, каде што мора да има присутен фармацевт и во областта на производство и во областта на контролата на тие препарати. Сето тоа направи да денес имаме реален проблем со дефицитарност на нашиот стручен кадар. Кога ќе разговараме вака и со пријатели и со други колеги од другите факултети, јас знам често да кажам дека денес да има 300 дипломирани фармацевти, магистри по фармација со положен државен испит, доколку сакаат да работат, утре сите 300 ќе бидат вработени. Толкова е потребата на нашето општество и нашиот здравствен систем за квалитетен фармацевски кадар. Волете. Секоја година на фармацевскиот факултет, на студиската програма магистри по фармација, ние исполнуваме квотата, која што изнесува 120 студенти. И таа квота, значи, ја исполнуваме без никаков проблем. Порано беше, значи, јас паметам во моје време, кога се примаја 60 студенти, 45, 60, па 90, па потоа отидовме на 120. Тогаш можеби за едно место се случувало во одредени години да има и да конкурираат 5. Сега тоа го немаме. Дефинитивно дека можеби младите повеќе целат се кон IT технологии и не има никој си тренд. Меѓутоа, за разлика од останатите професии, ние немаме никаков проблем со број на запишени студенти и со интерес за нашиот факултет. Ние како факултет многу работиме во делот на запознавање на средношколци, уште и на децата од основна школа со тоа што е фармација, што е фармацевски факултет, кои се можностите за професионален ангажман со завршен фармацевски факултет и сигурно и тоа допринесува да ова бројка нам е константно пополнета. Меѓутоа, во секој случај, се уште бројката е комплетно се исполнува и, кажувам, можеби овој дефицит се појавува и затоа што дел од нашите колеги веќе има некој си тренд на иселување и одење надвор. Јас лично познавам еден таков. Да. Тоа можеби е исто причина за појавата на овој дефицит, меѓутоа, во секој случај, не знам дали има и некоја друга струка, како нашата фармацевска, која што во овој момент има толку големи можности за работа на колегите. Не зборуваме, значи, не покрај квантитативно што има потреба, колегите во овој момент имаат можност и квалитативно да избираат. Дали сакаат да работат во индустрија, дали сакаат да работат во аптека, дали сакаат во веледрогерија, дали сакаат да работат, не знам, во клиничка пракса. И сите тие можности во овој момент се отворени и они можат да ги бираат. Мислам дека ретки се професиите каде што има толкова голема побарувачка на стручен кадар. Јас би се надоврзала овде на професорот за тоа дека стварно во последен период повеќе
доаѓа до израз што е тоа, нели, фармацијата, дека не е, како што каже преска, само аптека и општо дека заинтересираноста на студентите на вистина е поголема, поготово во последниве 2 години. Јас како што гледам, баш затоа што се труди факултетот, студентите што се таму да им доловат на студентите во средно што уствари нуди нашиот факултет. Се организираат многу отворени денови на ниво науким. Нашиот факултет, јас знам бидејќи последниве 2 години сум учествувала на нив и секоја година, лани и оваа година беше разликата во бројот на студенти многу голема. Веќе се гледа заинтересираноста дека е поголема. Да. Тоа го среќавам, например, особено со овие професии, како што рековте, кај младите има поголема заинтересираност за информатичката индустрија и тоа е некако едно НЗС кое го наоѓам од сите факултети, а тоа е дека особено овие пракси, тоа се случи и со градежен факултет, особено овие пракси кои се, да речеме, комплексни за совладување, треба сериозен, да речеме, интелектуален капитал да се вложи, за да се совлада материјата, да се остручи еден човек, и дефицитарноста е голема, можностите се големи и некако наоѓаме еден тренд на линија на помал отпор, што секогаш било пример, ама дефинитивно е линија на помал отпор и некако ми се разбива тој мит дека нема работа во Македонија. Мислам дека нема доволно квалитетен проток на информации. И што ме таква ситуација да замислете колку многу ќе значи некој човек кој ќе се посвети, ќе го вложи тој интелектуален капитал, колку се можностите потоа големи, да речем, кога трендот е сосема спротивен на тоа. Тоа што го кажувате можеби е малку по широко и во однос на фармацијата. Ајде, не вака интерно го кажувам, никогаш не сум го кажал во вака јавно, за да може да се... Меѓутоа, јас стојам за тоа. Јас во овој момент, моје мислење, лично моје мислење, и стојам за тоа, е дека во Македонија нема невработени. Во Македонија има неработници. Човек, особено млад човек кој што сака да работи, во секој момент може да најде една палета со 10 работни места на кои што може да работи. Се согласувам. Исто така, ретки се струките во кои што нема дефицит. Повторно да се вратам на фармацијата, јас гарантирам дека денес да има 300 фармацевти. Да. Дека утре сите 300 фармацевти ќе бидат работни. Да. Затоа што таква е побарувачка. Што е доста Добра мокен статистика. став е. Тоа е благодарение најповеќе на мојкната фармацевска индустрија и мојкниот фармацевски сектор кој што го имаме во државата. Јас не знам дали било која друга индустријска гранка и дејност може да конкурира со фармацијата во однос на она што како дејност, како гранка, како индустрија го нуди, меѓутоа и компатибилноста и конкурентноста со она што се случува во, ајде да кажем, развиениот свет и на запад. Така.